Со тоа Социјалдемократскиот сојуз всушност призна дека глуми лажна конструктивност во собранието на Република Македонија и покажува лицемерие, не спрема нас. Ние во оваа ситуација сме комплетно небитни како пратеници. Лицемерието е насочено кон стотици илјади граѓани кои што ќе беа опфатени доколку Социјалдемократскиот сојуз гласаше за овие три закона. Заради односот на Социјалдемократскиот сојуз, нити студентите ќе добијат ваучери вредностни, нити вработените во полиција, војска и сите други државни јавни служби ќе добијат 5% зголемување на платите, нити драстично ќе се намалат трошоците во постапките за извршување, кои што ги мачат, реков, по наши пресметки некаде околу 300.000 граѓани, претежно од категоријата на економски и социјално послаби слоеви. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз во собранието на Република Македонија продолжува тенденцијата на монополистичко однесување кон парламентот. Овој парламент, за жал, од ден на ден се повеќе ја потврдува позицијата дека е парламент на тенкото мнозинство од 62 пратеници, а не е парламент на 120 пратеници избрани од сите граѓани на Република Македонија. Без разлика на ставот на Социјалдемократскиот сојуз и негласањето за законите кои што ние ги предложивме, а се од значаен интерес за граѓаните на Република Македонија, ние ќе го потврдиме нашиот конструктивен однос и ќе гласаме за трите закони кои што Социјалдемократскиот сојуз ги предложи. Со тоа уште повеќе граѓаните на Република Македонија ќе го видат лицемерниот и дволичен однос кој што го има Социјалдемократскиот сојуз кон потребите на граѓаните. Рековме, кога станува збор за граѓаните, не треба да погледнеме кој ги предлага законите, но тоа треба да важи и за ВМРО ДПМН и за Социјалдемократскиот сојуз.